Дипломатска офанзива во Берлин. Димитров и Османи веќе втор ден се во мисија Германија да даде поддршка во јуни да се добие датум за отпочнување на преговори со Европската Унија. Владиниот тим во Комисијата за европски прашања во Бундестагот брифираше за текот на реформскиот процес, како и за исполнувањето на обврските кои произлегуваат од договорите со Грција и Бугарија. Според шефот на дипломатијата во процесот на одлучување, влијание ќе имаат многу надворешни фактори, меѓу кои подоцнежното објавување на извештајот на Европската комисија, кој место во март ќе се објави на 29 мај, како и краткото време за Бундестагот да организира информирана дебата. Европската Унија, ако сака да поддржи храбро и визионерско лидерство, политика на компромис, решавање на тешки прашања, градење на европска демократија, силни институции и одговорност, треба да се поддржи нашиот напор и да се донесе политичка одлука за почеток на пристапните преговори со Европската Унија. Нема сигнал дека има некаква дилема околу нашето портфолио. За вице-премиерот Османи пак клучно е Бундестагот да даде зелено светло најбрзо што може, бидејќи рокот од објавувањето на извештајот до одржување на Советот на Европската Унија е само 3 недели. Со истиот краток рок се соочува и парламентот во Холандија. Денеска брифираме кај членовите на Европската комисија во Бундестагот за неопходноста да се создаде една предвидливост во овој процес, бидејќи сите овие непредвидливи процеси може да доведат до дополнителна компликација понатаму. Така да сега прашањето е во кој месец Бундестагот ќе го разгледа прогрес извештајот од Европската комисија, за да може потоа владата мериторно да донесе одлука во Советот на Европската Унија. Ние сме оптимисти дека оваа година почнуваме преговори. Димитров и Османи денеска имаа средба и со државниот министер за ЕУ Михаел Рот. Разговараа и со Анагрет Крам-Каренбауер, наследничката на Ангела Меркел на лидерското место на ЦДУ, презентирајќи и зошто земјата треба да добие датум за преговори овој јуни.